Веќе со првиот авион кој што е вратен, имаме интензивни тренинзи со сите луѓе кои што се дел од авиоделението. Еве, за волја на вистината, ние во петок имаме заедничка активност со МВР, со нивните хеликоптери за гасење на пожари на отворено. Кој што ќе пробаме и нашите капацитети дополнителни, и пумпи, и црева, и базен за кој што можат хеликоптерите да полнат вода и да фрлат на одредени места каде што и нашите воздухоплови ќе бидат вклучени. Вториот авион е спремен веќе една недела, но ради недостиг на пилоти од шпанската страна, само пред 2 дена им се урна во Португалија авион за гасење на пожари и им погина пилот. Не се во можност да го испорачуваат. Значи, дополнително секој ден сме на координација, затоа што тоа е нивна обврска по договорот. Да ни го испорачуваат авионот што е можно поскоро. Значи, сите процедури околу вториот авион се завршени. Комплетиране со царински постапки, со се. Чека само да ни кажат кој пилот да се качи на истиот, да добиеме дозвола од АЦВ, затоа што спаѓаме под ЕАСА. Значи, многу построги критериуми и процедури кои што треба да се исполнуваат за да проработи истото. Не е само еден чинител, не е само дирекцијата за заштита и спасување, односно не е само пилот или не е само оператор кој што треба да изврши сервисирање. А третиот? Третиот авион веќе е таму, веќе отворен, се работи и што поскоро ќе биде. Значи веќе ни имат кажани кои се дефектите на третиот авион, се работи на истиот и мислам дека ќе се комплетира, меѓутоа е страшно сезона кој што најголеми проблеми во моментот имат Португалија, Шпанија и Франција и Грција нормално, не треба да ја забораваме во сето тоа, но тие капацитети. Јас сакам да упатам уште еднаш апел дека дирекцијата за заштита и спасување во однос на подготовките што треба да ги превземе како институција за да им помогне, пошто не сме првиот респондер, не сме првиот одговарач кон еден пожар, него сме последниот одговарач. Има превземено сите неопходни мерки и во однос на купување на возила кои што веќе процедурата е при крај и се надевам дека чекаме што поскоро испорака на теренски возила со пумпи со кои што ќе ги распределиме по територијалните противпожарни единици и со дополнителна друга опрема кој што веќе е дадено и веќе имаме неколку состаноци заеднички и со ЦУК и со Министерството за внатрешни работи и со локалната самоуправа, посебно во Беровскиот дел каде што ги видовме сите може да кажам пречки, проблеми, недостатоци од ланската година, за да ова година влегуваме многу по одговорни пред се.